Моите четворица гости денеска се млади луѓе, екстремно талентирани, културни и образовани и гладни да остават трага. Сите тие се борат за свое место под небото, некаде помеѓу коментарите ти имаш уште многу фурни леп да изедеш. Затоа мисијата на денешната епизода е: ајде да престанеме да ги учиме младите како да живеат, туку да ги прашаме, а како вие преживувате? Што се плашите најмногу? Па искрено мислам дека нашата генерација има многу извитопирано мислење за тоа што е успех и сите се плашиме од тоа да сме неуспешни. Калиса Смера, его има Дарко Тодоровски, има трагодистеис, io sono cantante lirico, я думаю, што искуство в одной стране это не люкс, а это идентитет. Нека одат по ѓаволите сите среди и четвртоци, обожавам понеделници, само таму си ми ти, неќам викенди промашени, неќам празници врнежливи, сакам сите денови да се понеделници. Мислам дека има многу луѓе кои не заслужуваат, а се на нечие место благодарение на родители или можеби некој тим грб кој што вложил доволно за таа личност да се наоѓа таму каде што е. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија, Захарчев винарија, Лоренти, Флорадикс, Сија Флауерс, Кенди, Бела Пац, New Age. Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Денешната епизода ја почнувам вака. Нема пост, нема подкаст, нема емисија или седенка каде не се спомнуваат младите. Најчесто се констатира дека се разгалени, дека сакаат се и веднаш, дека се многу мрзеливи, но во суштина денеска ќе прашам дали навистина само констатираме што се младите, а никогаш не ги слушаме. Тој е Дарко Тодоровски. Млад оперски пејач од Куманово, студирал во Москва како стипендист на Руската Федерација, живеел и во Грција, зборува 7 јазици. Таа е Викторија Ефтимова, извонреден глас со трилери кои ги имаат големите мајстори. Настапувала со половина балканска естрада, снимила дуети со регионални звезди и собрала милионски прегледи. На TikTok има 150.000 следачи. Тој е Дарко Гроздановски, пејач, автентичен по изглед глас и стас, виолинист, чија музика се слуша и во познатите светски филмови, битолчанец со светски амбиции. Таа е Мија Перевска, дипломиран аудиоинженер, пејачка и придружен вокал на најголемите домашни музички звезди, препознатлива по стилот и по одлуката, сама да го трасира својот пат. Керка е на пере нокаут. Моите четворица гости денеска се млади луѓе, екстремно талентирани, културни и образовани и гладни да остават трага. Сите тие се борат за свое место под небото, некаде помеѓу коментарите ти имаш уште многу фурни леп да изедеш. Затоа мисијата на денешната емисија е ајде да не ги учиме младите како се живее, туку да слушнеме како тие преживуваат. Обично се вели дека многу ретко се случуваат вистински шанси во животот и она постои некоја си, да речеме, сега по ново време, тоа е лифт пич, она дека имаш неколку секунди само за да го кажеш тоа што треба за да останеш запаметен. Може така да си поиграме на почетокот? Да ви дадам 30 секунди? Ајде. За да оставите впечаток? Може? Ке ми пуштиш 30 секунди, ке почнеме од Викторија. Може ли? Океј, може од мене. Ајде. 3, 4, 30 секунди за тебе. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој. Нема никој свој, Боже, чувај ја од зло. Добро, окей сме, 30 секунди, твој, окей. Дарко, од мојата десна страна. Добро.
Јас сум Дарко Тодоровски, оперски пејач, уметник и полиглот, зборувам 6 странски јазици. Верувам дека уметноста не е луксус, туку идентитет на една држава. Can you say it in Spaniol? И на Спањол, секако, да вистина. Да, значи, измешај ги шпански, грчки, руски? Руски, И тоа што го кажа? италијански, англиски. Ајде, можеш Да. ли да ги измешаш гласовите, тоа што си го кажа сега? Да, ајде, по една реченица на По еден една јазик. реченица, да, ајде. Καλή μέρα, εγώ είμαι ο Ντάρκο Θοδωρόφσκι, είμαι τραγουδιστής, io sono cantante lirico, я думаю, что искусство в одной стране это не люкс, а это идентитет. Браво! Одлично, Мија. Здраво, дечки, јас сум Мија Перевска, музичар, автор, продуцент на сопствената музика и ве канам сите на 6 јуни во Public Room на промоција на мојот албум и ќе биде концерт, ќе имам доста македонски гости и таму ќе ви кажам се со помош на мојата музика. Тоа е тоа. Одлично, Мија. Ајде. Јас сум Дарко Розановски, музичар, виолинист. Перфекционист кога е опрашање уметноста, поготово музиката. Ја ви како Мија и јас да си испромовирам песната Понеделнички, ја отсвиривме на концертот со Нокаут, автор Игор Джамбазов. Кај да треба да излези и аудио па и видео запис. Нека одат по ѓаволите сите среди и четвртоци, обожавам понеделници, само таму си ми ти, неќам викенди промашени, неќам празници врнежливи, сакам сите денови да се понеделници. Ова е рефренче. Браво! Одлично! Добро е за опуштање. Одлично. А сега може да влеземе во темата? Апсолутно. Ако сте автомобил, кој автомобил би биле? Range мене Rover. пак? Range Rover. Range Rover. Не знам нешто поголемо. За соодветство. Некој розов кадилак 100%. Розов Кадилак. 100%. Добро. Ти што количка си? Некој црн Мерцедес, С класа да речем. Така. Така. Дизелаш. Бас, може и без. Добро. BMW Cat 118D црна мат боја. Не се бенди сама. Па и мат боја. Морав. Добро, окей. Значи, темата ни е за тоа колку денешниве млади добиваат шанса да бидат слушнати, за да можат да успеат. Па, моето прво прашање е што повеќе ве нервира? Значи, кога некој ќе ви рече, во мое време, или ти треба уште многу фурни леп да јадеш? Ајде, Дарко, тебе што повеќе те нервира? Па, ниту едното, ниту другото не ме нервира. Некако секој сум го најал својот пат. Сум ги разбирал по старите, кога зборувам по старите генерации, мислам на претходното колено. Добро. Нели тие што не воспитувале, ги разбирам, знам од каде доаѓа, зошто го кажуваат тоа, зошто сметаат нели дека не треба грешките, истите грешки да ги правиме, ама сум се водел по тоа. I'll do it my way. И некако никогаш не ме подвело тоа. Добро, окей. Ти, што те нервира повеќе? Па, има една стара реченица, вели како што учиш од филозофот, така учи и од воденичарката што меле жито на воденица, така да дури кога има такви полудрски изјави од повозрасти од нас, да речем, дозволувам и почекам да видам што, окей, еве ти ми го кажа мене тоа, сега кажи ми нешто паметно да научам. Барем еден леп од фурната да изедам, твоја барем. Добро е, одлично. Ти, Викторија? Јас вака еве искрено би рекла оставам да зборуваат затоа што сметам дека и ние кога тогаш ќе дојдеме на тоа место каде што ќе зборуваме, јас веќе им зборам на помалите за некои работи што гледам дека се уствари грешни, тие не ги гледаат исто како и ние затоа што не го зборуваат повозрасните, така да не им замерувам, слободно нека продолжат, можеби некој од нас ќе излезе на вистински прав пат. Добро. Мија, ти, посебно кога доаѓаш од музичко семејство, кој знае што се имаш на заслушано? Јас сум комплетно оперирана од секакви совети и комплетно ги прифаќам и многу сурови совети сум добила и воедно биле најдобри од страшни музичари во државава. Нормално благодарна сум за тоа и сум ги прифатила советите, веројатно затоа и успевам некако да си го трасирам сопствениот пат како што ме најавивте и не се плашам од тоа да ги послушам некогаш.
Добро, окей. Одам понатаму, кој е најголемото најголемо погрешно мислење кое што постарите го имаат за младите? Што е тоа што е најпогрешно? Што мислат, Дарко? Дека секоја наредна генерација е полоша од претходната. Се плашам дека и јас се сложам до некаде. Да. Скроз. Не се демантира истата реченица во која Да, истата реченица која кажам. Бранине. Да, ама не мислам настрана, шалата настрана, сметам дека секоја генерација си носи свој посебен квалитет, а тоа што ние, нашата генерација или претходната, не се сложуваме со некој нивни став, тоа е само наш проблем според мен. Филозофски кажано, одговорено. Добро. Што мислиш дека најпогрешно мислат постарите за младите? Моментот дека ги предвидуваат сите наши грешки во иднина, знаеш, ако излезеш сега таму ќе се случи тоа и тоа, сите мора да го поминеме тоа, така да најбово да остават самите да искусиме и ако веќе се гориме да се гориме на своите грешки. Добро. Ние? Да, се слагам со тоа, сите викаат магарето учи од сопствени грешки. Дефинитивно мислам дека не е така, заради тоа што секој има свој пат, за некој нешто што успева, за друг не успева и обратно. Така што сите си се бориме за сопственото место. Така, добро. Дарко, ти? Може и јас филозофски? Најфилозофски, секако? Најфилозофски. Па не мислам дека има погрешно мислење. Сепак нивното размислување доаѓа од нивното време, нели, од нивното искуство, од нивниот начин на живење. По времето денес како што живееме, ние младите секако поинакво подействуваме согласно средината, согласно барањата. И нормално е да постарите претходните генерации сметаат дека тоа е погрешно и обратно, нели ние да сметаме дека нивното е погрешно. Затоа би рекол не постои погрешно или правилно, едноставно секој чини по она како смета дека е во моментот можеби најкоректно. Знаете дека вие имате многу поголемо разбирање и многу повеќе ги сваќате или само сте политички коректни во емисија? Јас стварно го мислам тоа што го кажа. Така? Исто. Да, јас стварно го мислам тоа. Мислам дека ова е супер филозофска емисија. Ајде види, Немојте толку да филозофирате. Може. Не. Тогаш што се плаши најмногу вашата генерација? Иако сте тука некаде со годините, можеби и Дарко е малку повозрасен. Мислам, кога кажувам повозрасен 33, вие сте Сите во сме тука во 20-тите. истиот кош некако, мислам Добро. дека. Што се плашите најмногу? Па искрено мислам дека нашата генерација има многу извитопирано мислење за тоа што е успех и сите се плашиме од тоа да сме неуспешни. Мислам дека тоа и недостасува на нашата генерација малку да се ослободи од тој страф од неуспех, дека што е успех уствари. Тоа е, ако ти го правиш тоа што го сакаш, си автоматски успешен, значи не ти требаат тие работи што си ги тегнеш со себе, лајкови и така натака, а сите некако сепак му се покоруваме на тоа. Тоа мислам дека е со нашата генерација во главно проблемот. Стравот од неуспех. Стравот од неуспех, да. Добро. Ти, Викторија, што мислиш? Од што се плаши вашата генерација? Ајде да не биде дека зборувам во името на целата генерација моја, јас лично за мене би рекла, баш сега размислував, па не знам, јас некако многу сум во дилема во однос на тоа дека се помалку и помалку имаме разбирање едни спрема други, некако многу малку компромис. Еве, чист пример ќе дадам со браковите. Како идат, нели, се повеќе бракови, ретко кој обстанува до краја, порано било тоа така да мислам дека ниту еден, не знам, бизнис, брак, врска, се помалку и помалку траат и мислам дека имаме многу малку трпение едни за други. И како млади, вие? Па да. Добро. Пошто во брак малце подоцна. Па еве и за врски генерално. Краткотрајни се и се низ досадува, се многу брзо низ досадува. Тоа сум го приметила и кај мене, и генерално во круговите во кои што се движам, дека се нешто брзо стануваме како ни поминува интересот за работите што ги правиме, многу брзо поминува сето тоа. Ке реплицираш ли, Дарко, така ли? Сега ги броеше врските, колку си има до сега. Се сложувам апсолутно со незиниот став. Јас размислував, јас од што се плашам најмногу. Да, од што се плашам? Јас најмногу се плашам кога е во прашање музиката и уметноста, што ќе се случи утре со музиката, што ќе се случи со популарната музика, што ќе се случи со класична музика, дали она музика со која сум растел и која што ме исполнува и која што сметам дека е квалитетна
дали ќе обстане, дали ќе оди на подобро, или уште некако... Тоа е личен страв затоа што каде ти понатаму ќе обидеш? Не за каде јас понатаму, туку општо што ќе слушаат новите генерации и новите генерации до година што ќе е хит. И такви мисли мачат мене секојдневно, да. Види каде. Тоа е легитимен. Нема сила, легитимен апсолутно. страв, да. Добро, кога сте музичари, веројатно тоа е тоа, но некаков поинаков страв кој што не е поврзан со професијата, со музиката? А инака одговорим ја, па ако ми текни. Значи се враќаме Одговори ми ја, на круг кажа. формата дека сите се плашиме од неуспех. Дали е тоа Се плашиме од неуспешен неуспех. брак или неуспешна песна и правец во музика или што и да се случува, пак мислам дека некако константно живееме во некој таков страв. Иако јас сум немала ниту една кратка врска, сега кога ќе размислам, тоа не е добро. Значи ти се долги Некојаш врски. човек треба да знае и да живее и да каже не. Добро, може би, па знаете, вие денешните генерации знаат да кажат не. Ете тоа помлада генерација, попаметна. Добро. Закажувањето не после, од што се плашиш ти? Што мислиш дека твојата генерација се плаши? Мојата генерација, вака први, бидејќи сум тазе дојден во Македонија, би одбрал да кажам за моите генерации низ светот. Тие што сме во почетокот на 30-тите години, некако живееме помеѓу генерацијата на нашите родители од кои што учиме и кои што се уште кај нас ни се провлекува дека до некаде и треба да ги задоволиме очекувањата на родителите, а од другата страна ги имаме оние помладите од нас кои што веќе го завладуваат по светот и социјалните мрежи и што се гледаме колку 20 годишни се успешни, нели? И тука се провлекува стравот од неуспех, односно, би рекол, постојаната борба да се стане подобар и да го или одржуваш нивото, или да се трудиш колку можеш да се развиваш и секој ден да си подобар од вчерашниот ти. Во исто време и да бидеш присутен. Тоа и апсолутно да си присутен секаде, нели? Измеѓу, нели, притисокот помеѓу двете генерацијски колена. Така. Нашите, моите родители и луѓето кои што се моментално на кои што станува светот. Правеле ли грешки вашите родители, па вие си викате само ова да не го направам како нив? Ви гледам Викторија нешто, знам, го има тој момент, да не биде така како нив. Не, па најчесто ствари тоа кај нас така си е генерално и популарно. Добро. Дека еве не лично за мене да почнам од примерот, еве на пример родителите пушат цигари, ама на децата немој да пушиш, немој да пушиш, а ствари они го прават самото тоа како пример. Така да што знам, ајде да не се огледуваме на никого, да останеме како што реков свој. Добро. Добра мисла. Ти што не би сакал да правиш? Или некаква грешка што направиле? Или од твоја страна да гледаш дека е грешка? Имаме еден став, баш сега го разговараме со татко ми пред неколку дена. Ако имаш добра приказна, мислам дека треба да се избориш за некој да ја слушне приказната, ако ти сметаш дека имаш добра приказна. Не е наметливост во прашање, јас сум секогаш против наметнување, но никој нема да чека и да слушне што имаш да кажеш ако не се избориш да ја кажеш твојата приказна, ако ти првично сметаш дека имаш што да слушнат луѓето. Како ја почнавме емисијата? Како почнавме емисијата со подпевнување, со промовирање. Со муабетов, дека ако имаш приказна, да. Добро? Рече, никој не притискал, никој не... Да, па тука е можеби малку проблемот. А правеле ли грешки тие на кои што ти си викаш чекај да не ги направам нивните грешки? Ако мислеле дека прават грешка, тоа више би било нешто злонамерно, што значи дека во моментот правеле најдобро што знаеле. Добро. Не знам колку добар пример сум за ова, бидејќи моите родители во средна школа буквално ме создале. Имам многу млади родители и секогаш бариерата со нив ми била помеѓу брат, сестра, родител. Можеби јас со моите деца би изградила малку поцврст родителски однос, не во смисла строг, него во смисла повеќе насока. Мене, например, ми била потребна некогаш повеќе насока, они не знаеле да ми ја дадат бидејќи биле во рани 20 години, тоа е тотално разумно, нели? Така. Мислам, не можам сега да замислам јас да имам 10 годишно дете, тоа би било
уф, Да, премногу за мене, нели? Во средно. Да, Баш, да, да, да. 20, 19, на колку години те родила мајка ти? На 18. На 18. Па Да, така и она била дете. Да, но фала Богу што ете се е тоа така. Така што мислам дека не постојат грешки. Да не беше тоа така, немаше да јас од 17 години да работам и да бидам овде, нели? Така. Се е така како што е со причина. Така, одлично. Да, па Петите, искрено моето воспитување всушност се базира нели на немој да ги правиш истите грешки. Јас така сум воспитуван. Така, Секој еден конкретен пример е на тоа. На конкретните грешки ние направивме вака, немој да го правиш истото. Мислам дека многу деца се воспитувани така. Што било за тебе да. специфично, можеш ли да тоа издвоиш? конкретно, ако би конкретизирал, може би било придавањето важност за стабилноста во животот, отколку слободната желба или среќата, нели? Пошто сметам дека стабилноста по природниот тек на животот секако ќе дојде, а ако ја занемариш среќата или што всушност сакаш да се пронајдеш да ти е убаво во животот, ќе се каеш подоцна. Добро, овие генерации сега претежно, значи одите и целите кон тоа да сум среќен јас. Ако не ми исполнува, нема да го правам. Така е. Тоа го Веројатно, да. разговарав и во една претходна епизода, а нашите беа, значи, седи си, стабилно е, тука е, значи, не е битно да си среќен. Да, но такви Слобода биле е во нивните мода. родители. Аха, Вика Тамара Тодевска во Слободата е во една мода нејзина сега. песна, да. Значи, вие го правите тоа што ве прави среќен. Па не би се исплатил животот ако бидеме цело време во некои граници ограничени, ако го правиме само она што другите мислат дека е исправно. Каде ќе биде тогаш нашата слободна волја? Да направиме нешто, па макар и да е погрешно, јас мислам дека треба да се жртвува. Ама ти не се плашиш да сгрешиш. Зависи какви грешки, ама мислам дека, не знам, еве, треба да се проба. Јас се пробувам. Многу пати другите на почетокот кога почнував пред се со ова што го работам, мислеа дека е погрешен секој мој следен чекор. Немој вака ќе мислат ова направи вака, зошто така. Ама на крајот па еве самата бев многу упорна и моментално сум тука каде што сум и знам дека ќе одам и уште понапред поради тоа што ако грешам сама грешам, ако напредувам сама напредувам и мислам дека За изборот на музиката, за изборот на правецот, кој што Да, е, пошто апсолутно, некако е, да правецот. речеме, турбо фолк, како е тоа што... не можам сега точно Не да се одредам. Да, тоа е првиот правец во кој што јас уствари се презентирав на публиката на И стана почетокот. препознатлива. Да. Ама не е и ограничување затоа што пред се и јас сум исто така школуван музичар, соло пејач. Од друга страна пак познавам и многу други жанрови, менувам, пробувам, тие ми се годините сега, па допрва ќе видиме што најмногу ми лежи и што најмногу публиката сака да слуша од мене. Добро, значи не се плашиш да грешиш. Не. Ти, Дарко, се плашиш да грешиш? Не, пробвам јас. И Пробвам пробваш. јас многу работи, да. До сега како ти? Океј ми е. 80-20 ми е успешност. 20% грешки, така да не е страшно. Роти, кај грешиш, Мија? Ја не верувам у грешки. Како не веруваш во грешки? Така, Уште мислам по-филозофски. дека се е само пренасока на друга работа. Не е грешка, него е само пренасока. Тоа е тоа. Добро, со бабите, Сега- со бабите сега ти да не збориме- растеше вака филозофски што зборуваш. Тоа секако е нормално. Али да, мислам дека се си кажа колегите, тоа е тоа, секој треба да биде храбар во тоа што го работи, ако верува во тоа што го работи, тогаш тоа е тоа. Ти, Дарко, кај тебе има ли право на грешка? Прво, за младите сакав да кажам и грешењето. Сметам дека треба да се пуштат младите, да погрешат, Добро. ама треба да им се дозволи да се слушнат, им се даде простор, нека сгрешат, затоа што повторно после со менторство ќе се научат, пошто инаку само учејќи во животот, а не без пракса е неискористено знаење. А во мојот случај, ако гледаме така, и моите грешки ме однесува да го свртам светот неколку пати и да студирам во Русија и како стипендист и да бидам солист во Италија и да се преселам да живеам 5 години во Атина и да научам 6 странски јазици. Ако Од пошто грешка. нели многу луѓе сум слушал, да, тоа беше грешка, ако тоа беа грешките, тогаш би си посакал уште многу вакви грешки во животот. Уште многу пати да Да, грешиш, да, браво. да. Браво, одлично. Некој професор така да ви оставил во животот печаток, да бил лош, па сега се викате фала Богу што го имав. Професорка некоја. Е. Професор. Имаше ти тако? Ите како.
Кој? Јас сум студент што учел по рускиот образовен систем. И? Малте не па сите професори. Рускиот образовен систем е место каде што дисциплината е приоритет, а високиот критериум е базата. Не може да немаш висок критериум, да не си добар, да не си дисциплиниран. И секој мал чекор за кога се подобруваш, да речеме, кај нас во Македонија, ти давале до знаење дека тоа е добро, дека напредуваш, нели, ветер во грб ти давале супер, добри коментари. Тоа никогаш не го слушавме во Русија. Секој мал чекор за нив беше што туку допре до почетокот како би требало да тргнеш. Да. Нели, меѓу младите е позната фразата tough love, тешката љубов. Ама сум екстремно благодарен поради тоа, затоа што си ја задржав дисциплината, затоа што денеска како човек се оформив да примам критика од компетентни соодветни луѓе, да работам на тоа што не е добро, нели, кое што компетентните ќе ми го кажат, и добро, и исто така да ќе додев за Русија, ама е вон прашањево дека и самата средина те чини, те прави. Според фразата што не џабе ја кажуваат во Русија, Москва слезам не верит, Москва не верува на солзите. Тоа јачува да едно момче од тинејџер отидов, ста вратив маж кој што нели, не може да го бутне ништо. Каква? Затоа сум екстремно благодарен поради сите тие коментари и начинот на учење. Да, кај нас токму тоа е, нели, мало детенце да запее, пејачна мама, нели? Да. Веднаш тука се радости, ќе го ставиш на YouTube, ќе го лајкаат и веднаш тоа ќе биде леле, готово детево. Таму е константно кршење на тој имидж. Константно. Така. Но те јачаа за да бидеш се подобар и подобар. Овдека веќе си го достигнал првото и ти нема каде да одиш повеќе. Нема каде да напредуваш, да. Браво. Одлично. Вие со професориве како стоите? Викторија, ти ќе кажи ти имала ти проблеми со професорите? Проблеми. Не знам. Добро. Не знам, ајде, и да сум имала проблем, не излегола на крајот ваква ситуација, например да сум излекла некоја може би толку позитивна полука, па да речам дека сум се нашла во таква ситуација, ама ајде ќе ја дадам за пример мојата моментална професорка Весна Гиновска-Илкова. На почетокот ми изгледаше многу строга и недопирлива и личност за која што мислев дека премногу знае, ама не знае да го пренесе тоа, а на крај успеа да ме не знам ни веќе никако да кажам, да ме предомисли до тој степен да почнам да верувам и на други луѓе во однос на истово, за пренесување на знаење, карактер, добрина, блискост, каде што таа после првиот час, приемниот час што го имавме за на факултет, ми го докажа спротивното. Излезе една личност која што е полна со можам да кажам со љубов, многу добро внимание, знае да посвети внимание на секој ученик посебно. Знаењето што го има го пренесува токму онака за ти како еден студент да можеш да го сватиш онака баш како што треба, дава добри примери, можам да кажам и посветена е со целото внимание кон сите нас. Одлично. Нема, стварно вреди да се зборува за неа. Браво, одлично. Кај тебе кој беше професорот? Не можам да кажам дека имало некој што бил многу лош кон мене, али во глав сите биле строги на некој начин, почнувајќи од татко ми како инструктор по скијање и по пливање, па првиот професор Павилина Томислав, пак после на факултет кај Олег Конратенко, професорот. Многу сум лесен да ме прочита човек, поготово што се занимава, што работи во просвета, дека многу пофалби кај мене да успеат нема. И туку ме мотивира она ако ми речиш океј, као не беше лошо, да. Јас се служам тотално со рускиот систем. Да, и во филмот Whiplash малце екстремен професор, некој има гледано знае и тој кажува таму, имам запамтена реченица, нема ништо пострашно од во америчкиот јазик од двата збора good job. Значи нема good job, така и јас верувам во тоа дека помалце фалење поќе мотивирање на друг начин. Татко ми првата година виолина кога свире велеше: "Чопре, малио свири,
шкрипи вика нешто. После се подобри во гуда. И после вика не е лош сега, вика свири, ама Не е лош. А сега каков си? Па сега и свирам и пеам, мислам дека е задоволен. Така, добро. Кај тебе, Мија, ти имаше ли проблем со некој професор? Па, сега. Тогаш ми беше проблем, сега би рекла дека е благослов тоа што ми се случи. Во 4-та година средно, во музичко, професорката по германски цел клас не остави на полагање на крај на 4-та година и не сакаше да не пушти, затоа што сите се насмеавме на час. И го пропуштив рокот во Белград за Джез Академија, а цела животна зашта да ја имав дадено да си ги нострифицирам документите. И буквално цел тек на животот ми го измести со таа одлука да не остави на полагање што се насмеавме. И не кеше да не пушти. Знаеше дека дел од нас беа решени додати да студираат во странство и сепак не напушти. Мислам дека она е добар пример за тоа дека некогаш професорите, има дел професори што стварно треба да се прво педагози, треба да си педагог за да работиш со деца, пошто многу лесно можеш да пренасочиш нечива иднина на некој начин. Така што ете неа ќе ја издвојам вака како еден неубав пример. Добро, уште Али фала работи? и многу. Не Фала знам и дали многу, уште работи, се надевам дека не. Ама исто така, да. Мислам дека работи. Скроз се надевам дека не работи повеќе. Али фала и многу, пошто немаше да станам жена продуцент во Македонија. Тоа е нешто што мислам дека сум втора или трета. Ајде, браво. Така да фала ти, ако ме гледаш. Добро, ете, ме остави на полагање, ама добро, не ти е криво сега за Джез Академијата? Не ми е воопшто криво, пошто тоа дефинитивно немаше да биде добра одлука за мене, него беше некој, како да кажам, некој филм што го имав во главата неколку години, иако знаев што треба да бидам. Веќе работев музика, продуцирав, создавав, цел живот гледам програми како се работат. Дефинитивно тоа не беше мојот пат, така што стварно фала. Ете, добро. И ја мразам, ама фала. Да, не мразам никога. Добро. И да дојдам до конечново прашање кој ги сопнува денеска младите. Системот ли ги сопнува? Парите ли ги сопнуваат? Дали тоа што многу веруваат во талентот, а талентот денеска некако не може само со талент да се успее, или па може би имате страф? Не знам. Дарко, ајде. Од тебе да почнам, кој ги сопнува? Сигурно не се успева само со талент. За тоа така ми светно, тоа сакав да го искоментирам прво. Тврдам, само со талент не се успева. Има една многу бава изрека, велат тие што најмногу успеваат се и талентираните и упорните. Потоа само упорните, а потоа талентираните. Така да заради тоа сакав ова да го кажам. Прашањето беше првиот дел од прашањето кој ги сопнува. Еве во Македонија младите. Системот рековте, врските, Системот, парите, значи врските под врски мислам на колку знам, кој од каде може да ме потурне, или самите себе си се сопнуваат со некакви си замислени идеи кои што можеби не функционираат. Сметам дека секој едно од овие работи може да те сопне во животот и како. Системот може да биде пречка. Знаеме дека парите може да отворат врати, како и врските и така натака, но јас сум сведок дека колку можеш сами од себе си да си бидеш ветер во грб, односно пријател, подеднакво можеш да си направиш пречка. Конкретен пример, децата се откажуваат при првата грешка, при првата сопка и така натака, или убедувањата, неверување во себе, не сум доволно добар, притисок и така натака. Така да мислам дека приоритетно од сите овие работи е самите себе си. Се најголемите сопки или пречки. Така, или можеби тоа што не остануваат така автентични до крај, туку дозволуваат, например, да ги понесе масата, сега што е актуелно, или така натаму. Значи да не се држа до себе си. Автентичноста секогаш е и оригиналноста е секогаш најдобриот избор кој може да остане по тој пат да чекори или да се движи по таа иста линија. Треба да се работи на себе, треба да се придржува до тоа, треба да си бидеш најголемиот пријател. Не секоја пречка ти кажува не, ова не е за тебе.
Така. Мислам, јас го кажувам од свое лично искуство, пак се навраќам нели од моите студентски денови во Русија. Јас бев дете кој што на 20 години отиде сам 3000 и кусур километри далеко од семејството, од пријателите, од државата. Непознат јазик, непозната средина, менталитет. Не една пречка, не една сопка, не еден проблем. Потоа дојде Италија, потоа дојде Грција, Америка. Затоа мислам дека самите можеме да си бидеме колку непријател, толку и неголемиот ветер во грб. Така, Изречник. одлично. Да, Дефинитивно. одлично. Мија, ти што мислиш? Кој сопнува? Па сопнува прво од кажувањето. Нели мораш да си конзистентен и да имаш некогаш очи толку широко сакаме да гледаме, не разбираме дека некогаш буквално треба да си ставиме узди и само право да гледаме и да не интересираат некои работи наоколу. Дефинитивно и системот во Македонија знае да не кочи. Има брилијантни музичари што не заработуваат од музика. Јас исто така работам и друга работа, иако имам премногу настапи и големи концерти, плюс морам да имам денска работа за да можам да вложувам во тоа што го сакам, за воопшто да вадам музика. Во Македонија страшно е структурата за тоа како се заработува од музика. Така што дефинитивно со тоа нормално се повлекуваат нели парите. Би рекла дека нели дефинитивно се служувам дека е збирот се, но најважно е само да тераш напред и да веруваш во тоа што го правиш, да не се откажуваш ни по 10 пати, ни по разни кривини, ни различни години. Еве прост пример ќе дадам, татко ми со сите можни променени с кои што помина и каков концерт направи сега. Да, тоа Значи буквално само треба за конзистентноста е многу битна. Пример одредени луѓе и тоа е тоа. Така е, добро. Ти имаш голем пример пред себе, но веројатно и товар е тоа. Знае да биде секако. Да. Кога ќе речат кирката на Пере. Да, мора да е Види тоа, го нели, татко ти каде непотизмот, ти... така е, да. Тоа е. Добро. Кај тебе? Дарко, кој мислиш дека сопнува? Пошто ти поинаков жанр генерално нели негуваш, во кој што и не е популарна музиката, но и не е така да речеме комерцијална премно. Така. Нели? Се трудам и да го комбинирам тој момент, го имам и во други наврати кажано тоа да еве и да биде покомерцијално, ами има граница до каде би попуштил на некој начин. Сепак мора да има во таа песна или во небитно во тоа парче музика мора да има некој мој печат. Не е се само за кликови и за views. Да, би сакал да до што поголема маса да стигне тоа парче, но не по секоја цена. Кои младите, значи зашо не успеваат? Кој ги сопнува? Што мислам дека кочи, ќе се надоврзам Дарко кој што каже дека прво сопствената личност треба да се имаш среден, значи цврст став, карактер, преиспитување на сопствените постапки и така. И потоа да излезиш и со сето тоа што имаш да го понудиш. И јас сметам дека младите го движат возот, али локомотивата ни е под кирија даена. Добро. И тоа е системскиот проблем. Значи ние да играјте фудбал, пример малски фудбал, играме и правилата кои ги кажува нормално детето чија е топката. Чија е топката. Кој ќе го викне мајка му за ручек, си ја прибира, ти можеш да видиш Роналдо тука да дриблаш до утре, си ја совер топка, си оди дома и си вика тука заврши утакмицата. Тоа може да е добро што е така до некаде, но и не затвора, не става малку во рамки и се надеваме дека тоа ќе се попре во иднина. Добро, да си ја преземете топката. Секој да си има своја топка и цело време да си играме. Така. Може ли? Добро. Кај се продаваат топките да видим? Кој ги држи, кој ги има заклучен? Јас да си извојам сега малце. Не знам дали спаѓаше во одговорите, ама еве јас ќе кажам родителите. Родителите ги сопнуваат децата? Да. Самите, ние самите ако не си наштетиме на некој начин, нема кој. Би рекла, еве, самите ние моментално што сме овде седнати, знаеме колку пати сме се нашле во ситуација некој што не го заслужува нашето место, да биде на нашето место од цврста причина што позади него стои некој што иако знае дека тоа дете не го бива, не е баш соодветно за на тоа место, сепак му е дете, ќе помогне, ќе гура колку може.
Многу пати сме се нашле во таа ситуација и самите знаеме да речеме еве мајка му, татко му го буткаат. Родителите се свесни за квалитетите на своите деца, ама генерално твое ќе му дадеш се што можеш, ќе му пружиш до каде ти се тебе границите, така да родителите пред се. Вистина, ама јас мислам дека публиката тука оценува, не може, ако родителот колку и да го турка, не можеш да напуниш ти стадион ако не те бива. До негде се сложувам, ама до негде па и финансиите си го прават своето. Ти ако имаш моментално во ова време кое што живееме добри финансии, можеш да платиш одличен продуцент или да направиш дует со некој што е веќе оформен артист и народот, публиката да те прифати по секоја цена и сведоци сме какви луѓе успеваат, така да мислам дека можеби порано. Мија? Мислам дека, знаеш, јас од секогаш се плашев од фактот, пример, да креирам музика ради оваа причина, пошто ете, моите родители се многу успешни во Македонија, искрено се. И од секогаш ми беше страв да извадам нешто свое за кој што ќе каже, кој што ќе мисли. Позади мене, прво имаше еден страв дали ќе научам програми да работам, па девојче сум, па девојчиња не работат продукција, па нема таква нешто, научив и програми. Моментот кога сватив дека моќта е у мене да создавам сама музика, сама да ја вадам, дека не ми требаат пари за да го ставам нештото на YouTube и дека ќе упали, ако е добро, ако му се свиѓа на некој, од тука више Ако е добро и ако му се свиѓа на некој. Јас тоа мислам, Тоа до е некаде може да функционира моментот на родителот, платил, продуцент. Не Да. може, треба да излезеш на јавен настап. Знаеме Да. моментално од прилика сега, да, во право си, до некаде да, ама резултатите моментално кажуваат дека генерално има и ситуации, многу ситуации, каде што не е талентот и она квалитетот истакнат на право место. Мислам дека има многу луѓе кои не заслужуваат, а се на нечие место благодарение на родители или можеби некој тим грб кој што вложил доволно за таа личност да се наоѓа таму каде што е. Имаш искуство, тоа го зборуваш? Сите имаме. Па, верувам дека сите сме се нашле во некоја таква ситуација. Ама стварно верувам. Дарко? Дека сме сведоци на луѓе кои успеваат, а барем по квалитетите и познанието кое што го имаме, сведочиме дека не е баш така. Да, има ситуации каде што некој е пред нас не поради неговите лични квалитети и труд кој го вложил, туку затоа што има други причини што го носат напред, но според мене, јас пак поќе ќе се сложам со десната страна тука, дека тоа не може да траи предолго. Да, Ќе секата излезе еднаш, два пати, три краткотрајно. пати, ќе биде. Ќе си доаѓа времето ако се фокусираш на тој што по Овој можда другиот малку поќе ќе се испоти, додека си го најди своето место под сонцето, а мислам дека секој на крајот ќе си клапне со својот калап што си го заслужува. Не, па се сложувам, да не се сложувам, сигурно не би била сега тука и не би се трудела да творам и понатаму. Чисто го кажав како пример и да се издвои од останатите, ама сметам дека и како е тоа една голема причина еве родителите би ги оставила сепак како Така, пример. има родители кои што ги туркаат по секоја цена. Така е. Дарко, ти вака од другата страна, 12 години кога не си бил во Македонија. Па не знам, искрено жал ми е што го слушам ова, јас немам такво верување, не сум сведочил на такви работи. Не го игнорирам фактот дека постојат тие работи, да, свесен сум, знам, ама јас лично зборувам, тргнувам од себе, не сум сведочил на такви работи, јас во животот не сум имал врска за нешто, не ми платил некој за нешто, секогаш сум Ама си добил сведочил осеќај. на некого дека му платиле и гледаш дека сум успевил? сведочил, ама кај мене работите не функционирале така. Веројатно поради тие верување не ми се случувало на мене така во животот. Некако другите биле примени со врски, јас сум бил примен како стипендист еден или не знам такви примери, мали чуда во животот ми се случували и убаво ми е во тоа да верувам. Не гледам цело време низ призмата нели низ розови наочари, јасно ми е што се случува насекаде околу нас. И жал ми е што повеќето младите веруваат во тоа и мислат дека само тоа е патот до успехот. Не е така, морам да не се тоа лоши вести, не да ве разочарам, да кажам дека не е така, може да биде и поинаку. Може да се добие место, може да се добие улога по заслуга, може да се добие стипендија, да се добие награда, да се добие работно место, кажав, по заслуга.
Да, сепак мислам Тврдам. дека квалитетот си доаѓа до израз. Тврдам затоа Мислам дека што- невозможно е. Затоа што еве до сега што се ми се случило на мене во животот никогаш не било поради тоа што некој наредил тоа да се случи така. Добро, друго е и време во кое живееме и мислам дека реалните шоуа све расипаа, музичките шоуа кои што се појавуваат. Значи таму тоа не е вистински избор на пејачи, не е вистински избор на пејачи, туку тоа е шоу за да Шоу. биде шоу. Да. И не треба таму Тоа е да се бара. најлесниот пат, уствари. Не треба таму да се бара потврда за сопствениот квалитет. Тоа е најпогрешното место и мислам дека од тука се расипаа сите оние кои што веруваа дека можат да успеат. Да. Ти си била дел од тоа, Па се даде внимание на погрешни луѓе. ама тоа е шоу. Да, во право си дека е Значи шоу. тоа е шоу и не треба таму да се бара и да одите више да не се пријавувате на тие шоу. Не се пријавувам. Значи нема више таму да се бараш, значи со својот талент се едно преваруваш. Добро, да идеме на реклами за да ви искарам. Дајте реклами. И се враќаме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И се вративме назад. Го разрешивме тој проблем со родителите и со туркањето. Значи, сега имам јас прашање на кои што ми требаат кратки одговори, секој од вас. Добро. Што мислиш дека луѓето зборуваат за тебе кога ќе излезеш од просторијата? Дека сум дрска, арогантна и валјда дека и јас ги оговарам нив. Добро? Што занес овој. Добро. Не мислам, одамна не мислам што кој мисли. Сега мораш тука таква. Не, стварно таква не играта мислам. не може. Ама само се гасам, не мислам. Си си Воопшто. угасена, добро. Дарко. Вау, колку е висок. Добро. Независно кој има во просторијата. Дечко, добро. Од кој колега ти е страв што мисли за тебе? Джејла Рамовиќ. Добро. Мија Перевска. Добро. Дарко Гроздан. Не се играме така. Дарко? Ти имаш некој колега од кој што ти е страв што мисли за тебе? Не. Не? Никој. Добро, окей. Има ли човек од естрадата кој те разочарал, ама нема да му го кажеш име? Да. Ти му го кажеш име? Па се нели не треба. Добро, има. од нашава естрада? На нашава естрада, женско млад артист во Асоциација ќе играме сега. Ова ќе биде како професорката. завршила на буквата А. Да, има. Женски млад артист во понова музика, можам да кажам. Плава коса има? Не. Црна кафеава нешто. Црна кафеава коса. Добро, мажена е? Не. И има многу тетоважи. Дали незината буква е? Не, те молам, немој, плиз. Ајде, тебе, Дарко. Немам, вистина, снежа, немам бака. Не ми иди, баш во моментов не ми текнува некој да ме разочара. Стварно? Да. Никој не те разочарал? Тебе кој те разочарал од естрадата, нема да му кажеш името? Па, Двајца, тројца беа. да, така нешто. Да. Па да. И тебе двајца, тројца? Пратам, јако сум оперски пејач, пратам наша естрада, да. Добро, добро. Дали никогаш си аплаудирала на некого, а внатре си мислела Секој ден го правам тоа. Викторија? Мора некош да бидам искрени, така? Добро, значи аплаудираш ову душичкава? Па, знаеш, некогаш и не е толку неискрено, ама од почит, ајде од култура, нели? Ти, Дарко, аплаудираш? Дала имало ситуации, ама Ајде, кажи си. класичен концерт, пример, има рецитал. Да. Са Трема него не не се слушаш. спремил доволно и се штукаш, знаеш дека не е многу заплос, ама поќе за поддршка и криво ти е, мислам, не било толку дволично колку што било за поддршка. Добро, се извати ти. Кога си Да, аплаудирала? исто за поддршка било. Или ама, За као ама сте. добар си, окей. Добро. Ти аплаудираш ли? Па сме аплаудирале сите се. Полна сала аплаудира и ти така. И ти идеш. Добро, добро. Кој те поддржал кога најмалку си очекувала? Да си те прашањето, мислете? Ја мислам. Па луѓе што најмалку очекуваш. Секогаш Добро, ма најмногу има те ли некој кој поддржуваат. Да. Бојан Лексингтон. Добро. Одлично. Тебе кој те поддржал кога најмалку си очекувала? Еве сега поновово. Размисли. Ќе размислам. Не мора да е јавен лик, не мора да е... Па не е еден лик, многу луѓе се. Од како ми ја открија музиката, некако навалија. Баш Добро. Ама ти не си очекувала или, на пример, порано? апсолутно не. Не. Нима некој да ми спомнеш именце некое?
Па, Професор Ристо Вртев. Ристо Вртев. Архангел. Да, Ристо Кога Вртев, настапував тоа е име. со Ристо Вртев и со Македонска филхармонија, тоа, после тоа со него соработував и за една представа што беше во негова режија. И ета така, за него посебно ми е драго што сум добила ета така. Браво. Ти, Дарко? Некој те поддржа? Па, најстрогата професорка во Москва, која што ми беше ментор и беше декан на факултетот. Што на крај при дипломирањето не очекував таква поддршка, затоа што за 4 години студија јас не слушнав еден пријатен збор. Требало да дојде до крајот, нели? И тогаш што ти кажа? Што беше тоа? Дека сум роден за сцена. Како звучеше тоа на руски да слушнам? Како ти кажа? Како ми го кажа На на руски, руски, да го да. цитирам. Да. Ето твоё, тоа е фраза која што ни го користат, тоа е твое, или тој родил се для сцени. Одлично, добро. Ајде, Дарко. Не можам вака имења да издвојам, Кој те но поддржал? многу луѓе од браншата на класичната музика, кога јас решив дека сакам да се бавам малце и со естрада, поп музика, ми фалеше тоа шоу, друго е во оркестар, друго е ова сега што го прам. Имаше многу луѓе од кои не очекував поддршка се од браншата на класична музика, од кои добив поддршка, да. Па, одлично. Што не сакате да станете кога ќе дојдете, да речеме, на години 50-60, кога ќе имате? Што не сакате да станете, кои што нели сега ги гледате возрастните и се викате само ова да не станам ја? Што е тоа што не сакате да станете? Да не се забаталам онака со изгледот, не знам, со килажата. Сега сум окей, сакам стварно секогаш да се грижам за себе. И хигиенски, онака се. Добро, окей. Да имам простор да не сум заглавен, да речем во градот, во гужвата цело, туку да имам простор да можам на некои години, јас баш би сакал, доколку доживеам старо здравје Боже, да се одделам негде по насело, по така ти почна со тоа, со ми градина, помени. со ова, со она, Малку, да си тука да си има кученце, маченце, така. Зборам, па не ли 50 години. Па на 50 години, Па на јас 50. мислев ке видиш некој продуцент, нешто ке компонирам за млади Ама јас деца, ќе се вратам да работам. патишта, он градината, остај музика. Ќе се вратам да работам, само да имам негде кај што ќе можам да се исклучам. Добро. Ајде. Да не е забаталена, да он ќе биде у селото, ти ќе се забатали, што знам. Да не биде од Може ќе тие, се забатала кога ќе малку влезеш у патика. ЈСП да викаат мириса на лукче. Од тие ќе биде Даре. Добре, шо го знаеме, пејачо. И вака ќе им вади како стариве, вака што. Ќе носи од пазарче за уградината. Не, ќе вади тој на YouTube ќе покаже А, да. овој. И Еве, јас кога бев. глејме да Јаса? ме видиш. Кај Снежа Велков. 40 години. Мија ти? Што не Јас сакаш да станеш на 50? Не сакам да станам огорчана, сакам да си го задржам духот и сите да викаат види бабава колку е млада. Пресладко. Види бабава колку е млада. многу. Да. Добро, ти Даре. Па, ништо тоа што не сум денес, да останам, да задржам се од денешниот аспект. Добро. Очите ќе ти останат, ама косата ќе ти побели, ама сега. Па нека побели, нека не паѓа, нема Добро. да се забаталам тоа сигурно, да редувам со во спортот, Така да. се држам. Добро. Не, нас најтешко ќе ни падне реално да си ги изгубиме вокалните способности. Да, тоа изгледа. Тоа е страв, тоа е, мислам дека од тоа поише се плашам него од смртта. Да, ја приметувам дека ми се продлабочува малку гласот, пошто ми е многу висок. И приметувам како со годините све подлабок ми станува и си викам, леле, човече, ако почнам да зборам, ко да пушам цигари. Ама ќе одиш во Се друг би жанр. се сите час пеење по еден. Да, може. Да. Давам подароци. Значи, Флорадикс. Овде имаме што е ова артичока за добро варење и овде ги имаме Флорадикс железо и витамини, значи да бидете здрави. Благодарам. Повели, сите ги имате таму подароците. Ладрија Козметикс, хрватска козметика за дамите. Ова имате еден ресторатив мист, ова еден мист имате, значи секогаш да бидете убаво негувани. Фала многу. Повели. Захарчев винарија, Темјаника вино за вас, значи уз музика, кога творите, кога пеете, секогаш тука е добре За дојде на инспирација. винцето, за инспирација, Благодарам. така ќе ве пратиме и на спа, колаген лук спа за нежни дланки, кога свирите, за нежни Прекрасно. стопала, кога Фала многу. играте. Кенди, тука имате витамини, минерали и кога патувате, па преспивате кој знае каде, ова ви е усари Биоплюс, значи лактофлор, пробиотик за добро варење.
Тоа знаете колку е битно, сонот и доброто варење е најбитно у животот, да знаете. Осаговски млечни производи, 35 години на македонскиот пазар, ги има на сите трпези, ги има и кај на вашата трпеза сега. Имате ли порака што сакате да им ја испратите на луѓето, на повозрастните, оние што се над 40, над 50? Еве, јас ви дадов простор да ве слушнат и мислам дека треба да даваме повеќе простор за да бидете слушнати, затоа што и ми се потврди тоа кое што го мислев, не само што знаете да пеете и со вашите таленти, туку знаете и правилно, вистински да размислувате и точно тоа кое што сакате да го постигнете, да го направите. Така да, еве, ако сакате да им испратите порака, Еве, јас ќе кажам нешто, можам? Ајде. Јас би им посакала сите да си уживаат во своите години, и возрастните, и ние помладите, и да не се мешаме многу едни на други. И нивните 40 и нашите 20 се сладки ако знаеме да ги живееме. ти благодарам. Ти Даре, што ќе им кажеш? Апсолутно може, да. Ја можеш и мене да ми се обратиш, буди јас сум од Значи, тие. апсолутно може да повозрастни да имаат повеќе добар во младите и локомотивата да не е цело време под кирија, туку еве дај му на 3 месеци, можда ќе направиме некоја убава промена. Браво, одлично. Мија? Некаде слушнав дека тоа се најубавите години. Кои ти е 40? 40 ти дека веќе си оформен човек, имаш некаков тип на живот кој што сакаш да го живееш, па би рекла дека никогаш не е доцна да идеш на друга страна тотално и да изградиш комплетно различен живот за себе ако тоа вистински го сакаш. Така, а да не ве закачаме вас младите. Едноставно прави си го тоа што ти сакаш да си го правиш. Мене не може никој да ме закача ако јас не му дозволам. Добро, окей. И Дарко ја заклучува епизодава. Па, тие што се на 40-тите години, односно родителите по старите генерации, нека не учат, нека ни укажуваат на грешките, нека си бидат своји, нека не караат дека грешиме, затоа што тој е тој балансот. Ако некој не сопне, ако не се научиме на сопка, нема да се научиме да се избориме понатака во животот. Ете, нека бидат тие грешки, нека не ојакнуваат понатака. Така, добро. Секој со своја порака, со идеја да имаат поголема доверба во сите вас. Така? Благодарам што бевте мои гости и јас сум над тие. Над 40-тите ги слушнав сите ваши пораки. Фала ви.